Продолжуваме со едно ново предавање за YouTube каналот Германски јазик онлайн, поточно за ниво B1. Ако сте нови на каналот и ова е првото видео кое го гледате, ќе ве замолиме да кликнете subscribe за следење на новите видеа. Во ова предавање ќе учиме за глаголот lassen и тоа е глагол кој до сега не го имаме сретнато во ниедно од претходните видеа. Предавањето за lassen глаголот ќе биде поделено на неколку делови за полесно да ја научите граматиката. Во првиот дел ќе учиме за глаголот lassen во сегашно време. А сега можеме да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите ова видео? За ова видео нема што посебно да повторите, бидејќи целата граматика ќе ни е нова. Едноставно, се надеваме дека минатите видеа кои се имаат веќе снимени ги знаете за полесно да научите што ќе учиме во ова предавање. Како што кажавме, ќе учиме за das Verb lassen или употреба на глаголот lassen во германскиот јазик. Глаголот lassen грубо можеме да го поделиме на неколку типови, тоа lassen in presens или глаголот lassen во сегашно време, imperfect или во минато говорно време, in preteritum или во минато пишано време и на крај во друго видео ќе учиме за lassen in passive или lassen во пасивни реченици. Како што кажавме на почетокот на ова видео, во ова видео учиме за lassen во сегашно време. Das Verb lassen или употреба на глаголот lassen. Какво значење има овој глагол? Глаголот lassen е сложен глагол, исто како глаголот werden. И имаат некои сличности во формирање на реченицата. Ќе видиме во следните неколку минути. Глаголот lassen може да има повеќе значења, зависно од реченицата, но најчесто на македонски се преведува како остава, пушта, прекинува нешто, дозволува и така натаму. Ќе видиме и примери. Да видиме пример. Ich lasse den Fußball. Јас го оставам или прекинувам фудбалот. Wir lassen die Probleme zu Hause. Ние ги оставаме проблемите дома. Како би го конјугирале овој глагол? Накратко кажано, глаголот lassen е неправилен глагол. Веќе знаете дека глаголите се делат на неколку типови и тоа правилни, неправилни и делливи. Овој глагол ни спаѓа во неправилни глаголи. Да видиме негова конјугација. Ich lasse, du lässt, sie es isto lässt, wir lassen, ihr lasst и sie lassen. Значи ова е неговата конјугација, како неправилен глагол. Одиме понатаму. Каква улога има глаголот lassen во реченицата? Прво, може да биде lassen als Vorverb или како главен глагол. Тоа се примерите од минатиот слайд што ги прочитавме. Но да објасниме подетално. Глаголот lassen како главен глагол е најчесто единствениот глагол кој го имаме во реченицата. Исто така не мора да биде единствениот, туку може да биде комбиниран со модален глагол. Ке видиме и примери. Во овој случај, кога е како главен глагол, ќе има значење во превод на остава или пушта. Освен како главен, може да биде lassen als Hilfsverb или како помошен глагол.
Во тој случај е најчесто заедно со друг глагол во реченицата. И може да има повеќе значења зависно од тоа за која реченица се работи. Да видиме една разлика. Во горната табела lassen als Vollverb, а во долната табела lassen als Hilfsverb. Wir lassen die Probleme zu Hause. Ние ги оставаме проблемите дома. Оваа реченица го користи глаголот lassen, кој е на втора позиција, означен со црвена боја и има улога на главен глагол, бидејќи е единствен глагол во реченицата. Lassen како помошен глагол би прочитале еден пример: Wir lassen die Eltern zu Hause arbeiten. Ние ги оставаме родителите дома да работат. Во оваа реченица lassen има улога на помошен глагол, а глаголот arbeiten, кој ни стои на крај на реченицата во инфинитив, ни е главен глагол. За двата типови на lassen ќе објасниме подетално во ова видео. За почеток, lassen als Vollverb или глаголот lassen како главен глагол во реченицата. Кои се правилата при формирање на реченица со глаголот lassen како главен глагол во реченицата? Најчесто кажавме дека оваа реченица ќе ни содржи само еден глагол, и тоа е глаголот lassen, кој ќе го конјугираме соодветно. И второ правило е дека глаголот секогаш ќе ни стои на позиција 2 во реченицата. Овие две правила треба да ги запамтите, но сепак да знаете дека двете правила можат да имаат исклучоци. Да видиме еден пример. Ich lasse meine Hunde hungrig. Јас ги оставам моите кучиња гладни. Гледате дека lassen ни е означен со црвена боја на втора позиција во реченицата. Оваа реченица има само еден глагол, а тоа е глаголот lassen. Го конјугираме зависно од реченицата. Да прочитаме уште еден пример. Lässt sein Auto zum Mechaniker. Тој го остава неговиот автомобил на механичар. Во оваа реченица истите две правила ги имаме. Кажавме дека овие две правила имаат исклучоци. Да видиме кои се исклучоци на правилата при формирање на реченица со lassen als Vollverb. Првото правило беше дека најчесто реченицата ќе ни содржи само еден глагол. Исклучок е тоа дека може да содржи два глаголи, од кои едниот ќе ни е модален, а другиот е глаголот lassen. И во овај случај глаголот lassen ќе има улога на главен глагол. Второто правило беше дека глаголот стои на позиција 2 во реченицата. Постојат два исклучоци на ова правило и тоа: може да стои на различна позиција ако зборуваме во императив или заповеден начин. За императив веќе знаете уште од ниво А1. А втор исклучок на ова правило е дека може да стои на различна позиција ако содржи исто и модален глагол. Да видиме варијации. На првото правило, кога содржи два глаголи. Ich darf das nicht lassen. Јас не смеам тоа да го дозволам. Гледате дека во оваа реченица има два глаголи, од кои едниот е глаголот dürfen или е модален глагол означен со плава боја, а на крај на реченицата ни стои lassen со црвена боја. Lassen има улога на главен глагол. Од варијациите на второто правило ќе прочитаме пример. Lass uns besser ins Haus. Остави не нас подобро во куќата. Глаголот lassen, како што гледате, не стои на втора позиција, туку на прва. И оваа реченица е во императив, односно користиме заповеден начин во германскиот јазик.
На различна позиција стои ако содржи и модален глагол, како што ја прочитавме првата реченица, но ќе прочитаме уште една. Ich kann diese Probleme lassen. Јас можам овие проблеми да ги оставам. Гледате дека lassen не стои ниту на почеток на реченицата, ниту на втора позиција, туку во овој случај стои на крај на реченицата. Тоа беше за глаголот lassen како главен глагол во реченицата, а сега да видиме која е граматиката со глаголот lassen како помошен глагол. Кои се правила при формирање на реченицата со lassen als Hilfsverb? Како и за главен глагол, така и за помошен глагол, lassen си има своји правила. Во оваа реченица кажавме дека ќе имаме повеќе глаголи. Едниот глагол ќе ни биде глаголот lassen во конјугирана форма, се разбира, а другиот глагол ќе ни биде секогаш различен глагол, односно зависно од тоа зашто зборуваме во реченицата, но овој глагол ќе ни биде во инфинитив форма. Двата глаголи ќе си имаат своја позиција во реченицата. Глаголот lassen си го користи универзалното правило дека стои на позиција 2, а вториот, односно инфинитив глаголот, ќе ни стои на крај на реченицата, без разлика дали е правилен, неправилен или деллив глагол. Ако е деллив глагол, вториот глагол ќе ни биде повторно во инфинитив форма и ќе ни стои на крај на реченицата. И трето правило, имаме дека реченица со глаголот lassen ќе се формира на сличен начин како реченица со модален глагол или глаголот brauchen или глаголот werden. Ќе направиме споредба со пример реченици за да ви стане појасно. Ако ги знаете правилата на формирање реченица со модален глагол, со brauchen и со werden, тогаш многу лесно би формирале реченица со lassen како помошен глагол. Lassen als Hilfsverb или lassen како помошен глагол, накратко кажано се формира со помошен глагол во сегашно време, глаголот lassen конјугиран, плюс главен глагол во инфинитив форма, секогаш различен глагол зависно од реченицата. Да видиме тоа што споменавме за третото правило на lassen како помошен глагол, дека е сличен, односно реченицата се формира на сличен начин со реченица со модален глагол или реченица со глаголот brauchen или реченица со глаголот werden. Ова не е само за повторување. А сега да видиме примери со 4 глаголи. Kann sich nicht einschlafen. Тој не може да си заспие. Оваа реченица ни е реченица со модален глагол, глаголот können. И гледате дека глаголот können конјугиран во сегашно време стои на втора позиција, а главниот глагол einschlafen во случајов ни е инфинитив глагол на крај на реченицата. Значи ги користи истите правила, само што на местото на lassen имаме друг глагол. Ова беше реченица со модален глагол. Со brauchen би прочитале реченица како Sie brauchen Angst nicht zu haben. Вие не треба страв да имате. Ги користиме истите правила. Помошен глагол на втора позиција во сегашно време конјугиран и инфинитив глагол како главен глагол на крајот на реченицата. Со werden во Futur 1 ги имаме истите правила. Ich werde einen Salat essen. Јас ќе јадам салата. Глаголот werden ни е помошен глагол, а глаголот essen инфинитив глагол или главен. И како сите овие 3 глаголи имаме реченица со глагол lassen која се формира на ист начин. Ich lasse mich nicht trauen. Јас нема да се оставам да тагувам.
Глаголот ласен гледате дека е помошен глагол на втора позиција. Другиот глагол е инфинитив глагол, односно главен глагол на крај. Одиме понатаму. Правила кога се користи глаголот ласен како помошен глагол во реченицата. Го користиме во 5 случаеви, од кои првиот случај е одобрение или забрана. Например, er lässt sein Sohn Computerspiel spielen. Тој го остава неговиот син компјутерски игри да игра. Втор случај кога даваме дозвола за нешто. Er lässt sich die Probleme häufen. Тој пушта проблемите да се трупаат. Гледате дека сите овие реченици ги користат класичните правила за формирање на реченица, само во различни случаеви. Третиот случај е давање на некој предлог. Lasst uns mehr Deutsch zu lernen. Остави не нас повеќе германски да учиме. Овде даваме предлог, односно може да се рачуна како императив. Правење на некое барање. Например, Lasst uns in Schwimmbad gehen. Остави не нас на базен да одиме. И во последен случај имаме кога имаме опишување на некоја можност. Например, das Wetter lässt sich nicht bessern. Времето не остава да се подобри. Откако пишавме за ласен како главен глагол или како помошен глагол, имаме уште еден трет тип за кој ќе споменеме во ова видео, но подетално ќе го опишиме како посебно видео. Тоа е за глаголот ласен mit Vorsilben или глаголот ласен со префикси. Како се формира реченица со глаголот ласен со префикси? Глаголот ласен може да има различни префикси со кои ќе добива слично, но сепак различно значење. Некои од овие префикси можат да бидат делливи или тренбаре, а некои неделливи. Да видиме кои се некои од префиксите, иако постојат многу повеќе. Nachlassen, entlassen, hinterlassen, verlassen, zerlassen, zulassen, anlassen, auslassen, überlassen, freilassen, belassen, weglassen и многу други. Подетално за овие префикси и примери за реченици ќе дадеме во следно видео кое ќе биде поврзано исто со глаголот ласен. И сега, како и за сите други видеа, на крај да дадеме некои примери со глаголот ласен за појасно да стане. Zum Beispiel. Wir besser lassen diese abkühlen. Ние подобро да го оставиме ова да се излади. Ich lasse ihn absichtlich türmen. Јас го оставив намерно да се собере. Или го оставам. Lass mich mit deinen Problemen zufrieden. Остави ме со твоите проблеми на мира. Во оваа реченица немаме глагол ласен плюс глагол инфинитив, бидејќи користиме деллив глагол zufrieden lassen. Sie mussten ihn laufen lassen. Тие мораа него да оди да го пуштат. Ова ние во минато време, подетално ќе видиме во следното видео.
за ваков тип на реченици. И на крај да направиме вежба. Ако ви се допаѓа видеото, кликнете лайк, кликнете subscribe и предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик. Следете не и на Instagram како германски јазик онлайн. Во оваа реченица јас пуштам веднаш мојот адвокат да се повика. Треба да го конјугирате глаголот lassen, кој ни стои на втора позиција. Ich lasse sofort meinen Anwalt rufen. Средна реченица, остави ме мене тоа да го правам. Lassen во оваа реченица ни стои на прва позиција, како што кажавме пред неколку минути, бидејќи зборуваме за императив. Lasst mich das machen. И уште еден пример, пуштете не нас кон горе да одиме. И во оваа реченица зборуваме за императив. Lassen Sie uns nach oben gehen. Се надеваме дека видеото ви се допадна, ако е така кликнете лайк. Ако го научите добро ова видео, многу полесно ќе ги научите и следните два делови кои ќе бидат поврзани со глаголот lassen. Се гледаме за брзо во следното видео.